Бизнисот трпи сериозни загуби додека општините имаат мораториум за градба, алармираат градежниците. Бараат негово укинување и враќање на укинатите дупови и општините да ги почитуваат роковите кои се влечкаат и до 5 пати па и повеќе. Па така наместо 25 дена колку што е законскиот рок за градежна дозвола, од општините се чекало нешто повеќе од 7 месеци. Вела дека реализацијата од страна на општините била катастрофална. И ова е еден добар апел до сите општини да си ја сватат работата многу сериозно. Ако веќе имаме закони, тие закони треба да се применуваат и треба согласно се држи секој до своите надлежности. Така да една од причините кои што покрај тоа што има укинување на дупови, има мораториум, ние се соочивме со пракса на неиздавање на веќе одобренија, на веќе креирани барања, кои што мислам дека тоа не е дозволиво. И додека градежништвото трпи сериозни загуби, министерот за транспорт и врски рече дека реализацијата на капиталните инвестиции била одлична. Моите очекувања се согласно оние ситуации кои што ние ги очекуваме во наредните неколку дена, што треба да дојдат да навистина имаме сериозна реализација, односно некаде околу 80%, што мислам дека согласно се она што се случуваше, мислам дека е одличен процент. Има области каде што ќе биде близу 100%. Но сепак наспроти тврдењата на Сугарески, состојбата генерално со реализацијата на капиталните инвестиции е безмалку очајна и едва е надминува 30% од проектираното. Инаку на средбата со бизнисмените им беше презентиран предлог закон за легализација на дивоградби, што во моментов е во собраниска процедура, а за кој според министерот последниот збор ќе го имало собранието. Инаку со предложениот закон за легализација се опфатени дивоградби изградени од 1 октомври годинава, со исклучок на тераси, доградби и надградби на стамбени згради, како и заштитените области во Охридскиот регион согласно препораките од УНЕСКО.